Добар ден на сите, особено на учениците од техничкото образование, градежништво и геодезија, од квалификациите градежен техничар и архитектонски техничар. Денес по предметот техничка механика имаме нова наставна содржина, поделба на механиката, поим за сила и мерни единици. Но на почеток да се подсетиме што беше класичната механика и што е механиката. Класичната механика е научна дисциплина која ги проучува наједноставните видови движења и мирување на материјата, односно во техничката механика материјални тела, како и причините, односно силите, поради кои настануваат таквите состојби или се менуваат таквите состојби. Механиката ги применува теоремите и законите на рационалната механика, но при тоа воведува одредени упростувања преку различни формули применливи во техниката и се нарекува техничка механика. Поделба на механиката. Техничката механика, според својствата на телата, се дели на механика на цврсти тела, механика на течни тела, хидромеханика и механика на гасовни тела, аеромеханика. Механиката пак на цврсти тела, која има најголема примена во техниката, се дели на механика на крути тела, механика на еластични цврсти тела, која уште се нарекува и јакост на материјалите. Механиката на крути тела, каде што обликот на телото се зема како непроменлив, односно недеформабилен, и се дели на статика, кинематика и динамика. Значи, ние во техничката механика ќе ја изучуваме статиката, но да ги објасниме што представуваат сите тие механики. Во статиката се изучуваат условите под кои материјалното тело, односно материјалната точка, која што е нападната од надворешни сили, останува во рамнотежа, тоест во мирување, не се придвижува. Тоа значи дека во статиката се работи само со поимите простор и сила. Кинематиката го изучува движењето на материјалните тела или материјалните точки, не водејќи сметка за причините кои го предизвикуваат тоа движење. Значи, движењето се наблюдува во одредени дадени геометриски услови во зависност од времето. Тоа значи дека во кинематиката се работи само со поимите простор и време. Во динамиката пак се изучува движењето на материјалните тела и материјалните точки, земајќи ги во предвид и причините кои ги предизвикуваат тие движења. Значи се работи со поимите простор, време, сила и маса. Поим за сила. Што представува силата? Силата е векторска големина и представува причина за промена на мирувањето, односно за придвижувањето на едно тело. Силата ја обележуваме со латинична голема буква F и на латински значи fortitudo, тоа значи сила. Во механиката силите може да предизвикуваат промени во движењето или мирувањето. И затоа се нарекуваат сили кои настојуваат да предизвикаат движење, ги викаме активни сили или акции. Силите кои што се спротивставуваат на движењето се пасивни сили или реакции. Исто така разликуваме надворешни и внатрешни сили. Надворешните сили дејствуваат на материјалното тело од надвор. Внатрешните сили се јавуваат во него. За разлика од скаларните големини, кои што се определени само со еден мерен број. Например, должината определена со еден мерен број, времето,
температурата и слично. Силата е векторска големина, која што е определена со еден мерен бројна вредност интензитет, но исто така определена е со насоката, правецот и нападната точка. Графички, силата се представува со една насочена одсечка. Подолу имаме еден цртеж каде што е представена должината АБ во определен размер, графички, представува големина или интензитет на силата. Точката А е нападната точка, стрелката означува насока, а правецот е означен со нападната линија L. Значи, онаму каде што е L, тоа е нападна линија. Надворешните сили пак може да бидат концентрирани, действуваат на многу мали површини, односно во една точка, површински действуваат по површината и волуменски действуваат по целата маса на телото, како пример за тоа е гравитационата сила. Мерни единици. На 11-та Генерална конференција за мерки и тегови, одржана во 1960 година во Париз, е прифатен еден меѓународен систем на мерки, така наречен SI системот, познат сигурно и вам вие, систем интернационал, кој е препорачан за употреба во сите подрачја на знаењата и техниката и ние го применуваме истиот. Кај нас е прифатен со Закон за мерни единици и објавен во Службен весник 1972 година. Со него се дефинираат основните величини и нивните мерни единици, понатаму изведените други физички величини и дополнителни. Од основните величини во техничката механика, односно статиката и јакоста на материјалите, се користат само должината и масата. Единицата за должина е метар, обележена со латиница мала буква М. Единицата за должина првпат била дефинирана 1791 година, дефинирана како 40 милионити дел од земјиниот меридијан, што поминува низ Париз. Тој е еталон на метарот, односно метар на архивот. Со потоцнежните поточни мерења на должината на меријадон се покажало дека не е еталонот на метарот 40 милионити од дел, па со тоа и оваа дефиниција била напуштена. Единица за маса е килограм. КГ со мали букви. Единицата за маса представува маса на меѓународен прототип за килограмот, направен од легурана платина и иридиум и е одобрен од Генерална конференција за мерки и тегови, одржана 1889 година во Париз. И ден денеска се чува во Париз. Тој прототип има облик на цилиндар со висина 39 мм, еднаква на пречникот. Значи, до ден денес не е пронајдена природна единица за маса, туку се служиме со овој договорен прототип. Понатаму, освен овие основни единици мерки, имаме изведени мерни единици. Тоа се за плоштина или површина метар на квадрат, квадратен метар, и со знаката М на квадрат. За зафатнина, волумен, кубен метар, односно со знаката метар на трет. За сила, Ньютон со знаката голема Н. Значи, сила со интензитет од 1 Ньютон е сила која на тело со маса од 1 килограм му соопштува, му дава забрзување од 1 метар во секунда на квадрат. За притисок е паскал со знаката 1 паскал, односно
паскал е притисок, 1 паскал, што го предизвикува сила од 1 ньютон, која рамномерно е распределена действува врз површина од 1 квадратен метар. Значи, 1 паскал ќе биде 1 ньютон врз метар на квадрат. Понатаму се предвидени и дополнителни мерни единици, кои што се употребуваат, например, за агол во рамнина, алфа, бета, гама, делта и така натаму, радијан. Радијан е агол во рамнина меѓу 2 радиуса, кои на кружницата исекуваат лак со должина еднаква на радиусот. Полна агол од 360 степени е 2 пи радијани. Освен радијан, може да се користат и степен, минута, секунда. 1 степен е пи врз 180 радијани, односно 60 минути. 1 минута е пи врз 10.800 радијани, 60 секунди. 1 секунда е пи врз 648.000 радијани. За температура, Целзиусов степен, кој е еднаков на 1 Келвин. Односно, температурата од 0 степени е еднаква на температура 273,16 Келвин. Понатаму имаме поголеми единици мерки и помали единици мерки од основните единици мерки. Например, со префиксот екса, ознаката е големо е латинично, се множи единицата со 10 на 18. Со префиксот пета, со голема П, латинична, се множи со 10 на 15. Со префиксот тера, голема Т, се множи единицата мерка со 10 на 12. Со префиксот гига, голема Г, Г, се множи со 10 на 9, со голема мега, М, 10 на 6 се множи, со кило, мала К, 10 на 3, хекто, мала Х, 10 на 1. И сега тоа беа поголемите единици мерки. Со деци, префикс Д мало, 10 на минус 1, центи, С мало, 10 на минус 2, мили, М мало, 10 на минус 3, микро, ми, грчка буква, 10 на минус 6, нано, ни, грчка буква, 10 на минус 9, пико, П, 10 на минус 12, фемто, Ф, 10 на минус 15 и ато, А малечко, 10 на минус 18. За наредниот час имаме прашања за повторување. Например, првото прашање, како се дели техничката механика? Второ прашање, што изучува статиката? Трето прашање, што представува сила и какви сили разликуваме? Како е определена силата? Значи, каква и како е определена? Петто прашање, кои основни мерни единици применуваме во техничката механика? Шесто, кои се изведени мерни единици? И седмо, кои се дополнителни мерни единици? Ви посакувам пријатна работа. Се надевам дека нема да ви биде тешко да ги одговорите прашањата за наредниот час. И ви благодарам на вниманието. До гледање до наредна